Со блокади на двата влеза за автомобили, Сојузот на синдикати протестираше пред собранието. Точно во 9 часот, по 21 работник застанаа и на двете улици. Блокираме да не можат да дојдат со сопствените возила на работа како што идат, да не можат да наплатат трошоци за превоз како да трошат керозин и да мора да дојдат пешки или со јавен градски превоз на своите работни места. Иако добар дел од пратениците подраниле и за седницата која почна во 11 часот, дошле на работа уште пред 9. Сепак, желбата на синдикалците се исполни. Па, јас често одам пешки, денеска со автобус, така што не ми е прв пат. Да, денес пешачев. Колку чекори направивте? Дали имате апликација? Не мереме чекори, 2 километра. И додека пратениците на топло чекаа да почне седницата, работниците на студот ги повторија барањата. 600 евра минимална плата и 100 евра зголемување на сите останати плати. Ние ако беше тоа да се договориме со работодавачите, тогаш ние немаше нити да бараме од владата поддршка, нити да бараме нешто друго. Објаснувањата што се даваат, веќе верувам дека никој не им верува. Ти се покажа многу пати дека тоа се само лажни изговори. Една девиза на Кемал Ататурк, која што вели ни еден пратеник не смее да зема поголема плата од наставниците. ССМ останува и на својата иницијатива за кратење на функционерските плати за 80%, преку промена на формулата за пресметка. Наместо просечна основица да биде минималната плата, а бодот за сложеност да си го намалат за 40%. Пратениците сакаат работниците, нивните гласачи да живеат и да тонат во сиромаштија. Тоа е срамно. Не осудуваа дека иницијативата на ССМ за намалување на нивните плати за 80% била неуставна, затоа што ќе дошле на минималец. Па сватиле колку тешко ќе живеат на минималец, па затоа сметаат дека е неуставно да им се намалат нивните онака високи пратенички плати. Блокадата на собранието беше прва од најавените 3. Веќе во четврток ќе се соберат пред Стопанската комора, а следниот вторник ќе одат пред владата, затоа што тогаш се одржуваат седници. Ако овие активности не дадат резултат, следниот чекор на синдикатите е генерален штрајк. Мартин Арсов, Сител телевизија.